Ова е добро познатиот прилепски шалган, како што ние го нарекуваме, или чичока. Токму чичоката е едно од медоносните растенија кои што освен и даваат кртоли кои се корисни за храна за нас, но и за животните, кои се храна која е богата со минерали, храна која ни овозможува да задоволиме некои наши нутритивни потреби во текот на зимата, но исто така е и растение кое, освен што обезбедува добробит за нас, носи добробит и на пчелите, благодарение на овој жолт цвет кој ги привлекува. Се наоѓаме во период кога ги собираме плодовите од есента, а сме имале или сме немале род во зависност од тоа колку пчелите ја посетиле нашата градина. Без нив не би ги имале сите овие плодови кои ги јадевме во текот на целото лето и од кои сега правиме зимници за зимата што предстои. Незиното величество, пчелата е таа што врши опрашување и со тоа го зголемува плодонесењето кај растенијата. Токму пчелата е тема на денешното 9-то издание на Градината на Филип и по тој повод за македонската пчела Апис мелифера македоника зборуваме со Горан Алексовски, кој е председател на Сдруженијето за заштита на македонската пчела МАКБИ или македонска пчела од Негорци. Ќе научиме многу за овој вид и зошто е подобро, односно најдобро да ја одгледуваме токму македонската пчела и ќе ја представиме нивната кампања Одгледувај Македоника, одгледувај наше. Цела емисија ја посветуваме на тоа, па така во делот за цвеќињата ќе зборуваме кои цветови се најмедоносни и кои цветни видови би требало да ги има секоја градина за да им помогнеме на пчелите да создаваат мед, да опрашуваат и да го одржуваат овој свет. Ќе слушаме музика од групата Баклава, Мама Роуз ќе подготви 3 макала, 3 различни видови на макала и тоа би било се она што ќе содржи 9-тото издание на Градината на Филип. Градинарски поздрав, гледајте Градината на Филип од 17 до 19 часот на радиото што се гледа, Радио Пела. Твоите очи лено мори, воденски черешни се. Дај ми ги на мене, јас када ги изедам. Мерак лено мори, мерак да ми помини. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi. Tvojto uste leno mori, kostursko kutivče. Daj mi go na mene, јас kada go otvoram. Merak leno mori, merak da mi pomini. Sevda, sevda moja, sevda da mi izlezi. Tvojto lice leno mori, lerinsko синиче. Еве вака се подготвувам кога треба да одам кај пчелите или кога треба да разговарам со пчеларите. 9-тото издание на Градината на Филип ја посветуваме на пчеларството. Во досегашниве емисии секако немавме доволно време на сите области од земјоделието да се посветиме, но како што доаѓаат емисиите постепено ќе се посветуваме на различни теми, а денес за прв пат ќе зборуваме за пчелите и пчеларството
И тоа ќе биде само почеток на оваа тема, затоа што во наредните емисии пак ќе имаме пчелари, луѓе кои се занимаваат со производство на пчелни производи, иако претходно имавме можност да зборуваме за апитерапијата и за лековите врз база на мед. Тоа беше една од темите, но сега баш за пчеларството ќе зборуваме денес. И еве, ни ова грозје, ни се она што сега го собираме есенва немаше да биде, немаше да има плод ако ги немаше пчелите. Ајнштајн рекол дека човештвото би обстоило само 4 години доколку ги нема нив пчелите кои го вршат опрашувањето. Не се корисни само заради тоа што ни го даваат медот, туку многу повеќе се значајни заради опрашувањето што го вршат, и тоа ни овозможува да имаме плодови за да можеме да се прехраниме. За почеток ќе зборуваме за корисното влијание на пчелите врз градинарските култури. Во органското производство обично се препорачува да се има во градината барем неколку сандаци пчели, токму од причините за кои сега ќе зборуваме. Додека Николче си каснува ајварче со сиренце, земи си и грозија ако мене, например, ми одговара така со лепче со грозија, инаку ова е Хамбург, грозија кое го набрав вчера и еве донесов денес во студиото малку да го пробаме и да дегустираме. Не знам дали ви се пофалив, од градината на Филип прв пат го направив ајварот од моите пиперки и сум многу горд на тоа. И уште да кажам дека периодов многу луѓе, гледачи, слушатели и медиуми се заинтересираа за овој наш продукт, градината на Филип на Радио Пела, и на сите им благодариме за интересот, за медиумскиот простор што ни го стапија да ја представиме нашата емисија, нашиот проект. Сега ќе зборуваме, рековме, за значењето на пчелите. Во своите студии за пчелите, за пчелните семејства и за организацијата нивна, говорел уште Никола Тесла, кој рекол дека кога пчелите би ги снемало, на човекот би му останале само 4 години живот. Исто така, тој Никола Тесла зборува, има студии посветено на организацијата на пчелните семејства и тој смета дека тоа е едно совршенство и предвидува дека човештвото на врвот на својот развој ќе има иста организација како пчелите. Пчелите најдиректно влија на земјоделското производство, на зголемување на приносот и на квалитетот на плодовите кај овошјето, но и кај сите други култури. Само добрата поврзаност меѓу сите субјекти во земјоделското производство, добрата соработка и комуникацијата на пчеларите со произведувачите кои користат пестициди можат да бидат гаранција за успех и со тоа може да се сочува медоносната пчела и другите корисни инсекти. Како услов за оплодување, односно опрашување или полинација, тие се од големо значење како чинители на родноста на овоштарниците. Кај опрашувањето се разликуваме автополинација и што значи опрашување во рамките на една иста сорта, и алополинација, опрашување кое настанува меѓу различни сорти. Опрашувањето може да се оствари без посредник, со непотребно стресување на поленот на толчникот или со посредник. За овошките
значајни се ентомофилната и анемофилната полинација. Ентомофилна значи опрашување со помош на инсекти и анемофилна опрашување со помош на ветрот. Значи од тие два начини нормално кај првиот вид тука една од инсектите кои ги има главната улога е токму пчелата. Од сите видови на инсекти, од редот на опнокрилците, медоносната пчела припаѓа ја има најважната улога во опрашувањето на земјоделските култури. Пчелата, замислете, учествува дури со 80 до 85%, додека останатите инсекти со 15 до 20%. Тука се бумбарите, солитарните пчели и пеперутките, како и помал процент отпаѓа на другите инсекти. Ниедна врста на инсектите во периодот на опрашувањето не може да посети повеќе цветови од пчелата. Знаеме дека пчелната организација е сложена, дека таму се разликуваат кои пчели носат мед, кои пчели се чувари, матицата, трутот и тоа е една сложена организација, но за повеќе околу тоа ќе зборува и нашиот денешен соговорник, кој ќе го имаме околу 17:30. Тоа е Горан Алексовски, председател на Сдруженијето Македонска пчела, или МАКБИ, кое веќе функционира 10 години и се занимава со една многу благородна мисија. Не знам дали сте знаеле, ние имаме собствен подвид пчели, Apis mellifera macedonica, и токму за таа пчела подетално и за кампањата што се води и за основите на пчеларството и за медот кој се добива од таа пчела, ќе зборуваме со нашиот соговорник нешто подоцна. Ќе погледнете и многу интересни фотографии од нивните активности, но сето тоа рековме после 15:30. Сега ќе се запознаеме уште 17:30, Николче ми се смее, пред да слушаме музика, ќе позборуваме, односно ќе ви презентирам уште некои интересни детали во врска со опрашувањето. За пчелите особено опасни се пестицидите кои на пакувањата имаат ознака SE8. Тоа значи дека тие пестициди се отровни за пчелите и тие не смеат да се применуваат за време на сеењето и засадувањето. Во склад со тоа, пчеларите мора да преземат неопходни мерки со цел заштита на пчелите од труење. Добрата соработка на пчеларите, овоштарите, лозарите, понатаму поледелците и секако градинарите е предуслов за постигнување на добри приноси, квалитетен производ и остварување на профит. Без таквата соработка пчелите ќе страдаат, а производувачите на растителна храна ќе имаат помал род и послаб квалитет на производот. Сите кои одгледуваат растенија мораат да имаат еден заштитнички однос кон пчелите, исто да ги третираат како да се нивна сопственост. Сега, за жал, не е така, најчесто во многу случаи, и од едната и од другата страна, и затоа целото светско земјоделско производство се залага токму за зголемување на органското производство, каде што ги немаме овие пестициди, од кои и тоа како можат да страдаат пчелите. Има повеќе препораки како да се заштитат пчелите. Знаеме дека ние дури и со филм успеавме да прикажеме какво богатство имаме. Ја запознавме хероината Атидже која го произведува медот од диви пчели.
Понатаму луѓето водат цели кампањи во светот токму за заштита на пчелата. Некои од тие можности, односно начини како ние како луѓе, без разлика дали сме производители, дали сме пчелари или не, како можеме да ги заштитиме? Многу едноставно, да насадиме во својата бавча медоносни растенија. Медоносни растенија имаме и од овошките, и од цветните видови, и од зачинските растенија, градинарски култури, така што тоа е еден од начините. Понатаму во текот на емисијава, после разговорот, ќе зборуваме и за некои цветни видови кои влијаат. Еве, чичоката ја спомнав во најавата на емисијата како еден градинарски вид. Исто така се прават цветни бомби, всушност со земја, кал и арско ѓубриво се прават топки на кои се лепат разни семиња, се разфрлаат на неплодна почва, со тоа обезбедуваме на таа неплодна почва, односно запуштена, да никнат разни растенија кои ќе ги привлечат пчелите. Друг начин е одолговлекување на коситбата на тревата, особено во пролетниот период. Се препорачува до 15 јуни да не ги косиме тревниците, затоа што тогаш е најинтензивно цветањето на разни ситни цветни тревни култури кои многу ги привлекуваат пчелите и се важни во тој период додека нема друга паша. Секако тука се дрвенести култури кои не се родни, значи тука се, да речеме, багремот, дивиот костен и многу други видови кои и тоа јоргованите исто така. За тоа ќе зборуваме подоцна, можеби многу поинтересни нешта ќе ни каже и нашиот соговорник Горан Алексовски. Сега ќе се релаксираме малку со музика, за да легнат сите овие мноштво информации што ги споделивме со вас и полека се подготвуваме за денешниот разговор.
Многумина веќе ја сваќаат важноста на пчелата преку мноштвото кампањи што се случуваат овде и во светот и размислуваат да пристапат кон пчеларење. Некои тоа го прават исклучиво од рекреативни цели, меѓутоа голем дел од луѓето почнуваат и комерцијално да се занимаваат со пчеларење, што не е и така лошо затоа што гледаат начин на екзистенција. Најден работа со природа, работа на отворено, да речеме, барем јас сметам дека во пчеларењето има сепак помалку обврски отколку да речеме во едно сточарско производство. Немаме ние кај пчелата секојдневно потреба да ја посетуваме, надгледуваме, да ги отвораме сандаците, иако имаме задолжение да се грижиме и да го следиме развојот на едно пчелно семејство. Имам прашања кои се однесуваат, бидејќи, размислувам да земам неколку сандаци пчели од наредната година, па дел од прашањата ќе ги искористам и јас да си појаснам некои работи, но и да за сите оние што можеби не гледаат и не слушаат, а размислуваат да почнат со пчеларење, да видиме некои основни насоки кои ќе ни ги даде нашиот денешен соговорник. Сега е 17 часот и 29 минути. Наскоро ќе го имаме преку Skype нашиот соговорник Горан Алексовски, кој инаку ми е колега, земјоделски инженер, меѓутоа посветен на пчеларството интензивно, преку здруженијето, преку собственото производство и преку промовирањето на македонската пчела Apis mellifera macedonica. Дали можеме да слушнеме музика или пак веќе го имаме нашиот соговорник и можеме да разговараме? Одлично. Добро вечер, Горан. Дали добро се слушаме? Здраво, Филип, јас одлично те слушам. Дали се слушаме? Филип, јас те слушам одлично. Добре ни дојде во градината на Филип и благодарам што ја прифати поканата да бидеш наш гости. Добро ве најдов. Чест ми е што сум дел од твојата емисија, што сум гости во Радио Пела и задоволство ми е, особено задоволство ми е што ќе разговараме за пчелите. Секоја среда на Радио Пела во програмата Во живо е термин за градината на Филип, емисија што се занимава со земјоделство, градинарство и се она што го опфаќа земјоделството, но на еден друг начин. Ние гледаме да ги представиме оние приказни што инспирираат, не за да се направиме слепи кон проблемите во земјоделието, туку едноставно да ги истакнеме добрите страни и да ги истакнеме луѓето кои се трудат да направат позитивни промени. Токму затоа инспирацијата беше голема да ни биде гостин представник од вашето здружение, во овој случај те имаме тебе како председател на Здруженијето Македонска пчела, бидејќи во теке актуелна е вашата кампања за поттикнување на одгледувањето на македонската пчела. Но пред да зборуваме за нашата главна тема, накратко да ни кажеш како ти, како земјоделски инженер, се најде во светот на пчеларството, што тебе те поттикна да одгледуваш пчели и зошто се одлучи токму за пчеларството. Така. Само уште еден поздрав до слушателите од мојата пчеларска работилница. Јас се надевам дека тие го следат и видеото од разговорот. Сега е период кога веќе стигнуваат работите на пчеларниците, работите на терен. Пчеларите се сместуваат во своите пчеларски работилници, каде се подготвуваат за престојните активности на пролет
и секако саемите што за пчеларство кои следуваат во периодов. Она што како јас влегов во пчеларството, тоа беше сосема случајно. Во семејството немаме некоја традиција на одгледување пчели. Имав некои роднини кои одгледуваат пчели, но се некако пчелите кружеа, што се вели, околу мене. Така, чисто од 2009 година, неколку години после дипломирањето, сосема случајно добив на подарок 2 пчелни семејства, потоа купив уште 2 пчелни семејства и со тие пчелни семејства почнав чисто како хоби, од задоволство. Набрзо тоа задоволство помина во страст и еве веќе повеќе од 10 години се занимавам се дружам со пчелите. Секоја чест за оној се уште за хоби пчелар. Секоја чест за оној што одлучил подарок да ти даде баш пчелни семејства и да те поттикне. Оти не го слушам. Дали се слушаме? Дали се Добро те слушам сега. Имаше некој прекин? Така. Се е можно кога вака од далечина разговараме. Сега да ни кажеш за малку да не запознаеш со Сдруженијето, неговиот почеток, мотивот зошто се оформи Сдруженијето и како тоа функционира, кои се неговите активности во овие, колку што знам, 10 години од неговото постоење. Точно така, Сдруженијето постои 10 години. Основачкото собрание на Сдруженијето беше во декември 2011 година. Иницијативата за формирање на ова здружение беше на професор доктор Александар Узунов од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје. Тој успеа да обедини една група на 10 пчелари, хоби пчелари, професионални пчелари, влюбеници во пчеларството, во медоносните пчели и во поборници за заштита на биодиверзитетот, за зачување на природата. Успеа да не обедини, да не собере и да го формираме ова здружение. Здруженијето целосно е посветено на нашата автохтона медоносна пчела, Apis mellifera macedonica, која екзистира во Република Македонија и након што се насочени активностите на македонска пчела, се заштита, подобрување и промоција на Apis mellifera macedonica. Освен тоа што работиме на заштита, подобрување и промоција на Apis mellifera macedonica, работиме и на промоција и зачувување на традиционалните методи на одгледување на нашата пчела, како и промоција на нејзините производи, како во нашата држава, така и надвор. Бидејќи се наоѓаш во една убава атмосфера во твојата работилница, имаме можност за оние што не гледаат особено да видат дел од инструментите кои се користат во пчеларењето, предпоставувам во обработката на медот. Дали може, еве ова што го гледаме, да не запознае што ние гледаме на фотографијата во твојата работилница? Кои се тие алати зад тебе? Па добро, пчеларството бара современа опрема, особено опрема која задоволува одредени стандарди, препишани рече со правилници, но и секако да му олеснат работата на пчеларот. Ова е опрема која мислам дека секој пчелар во денешно време требало да има. Тоа се позади мене центрифугата, буре за мед, полначка за мед,
Тука имам дупликатор, када за отклопување, значи се е тоа изработено од инокс, односно нерожесувачки челик, кој лесно се одржува и во контакт со медот не прави никаква хемиска, не создава никаква хемиска реакција. И сега ова е, реков, само мал дел, ќе разговараме подоцна ние во текот во реализирање на нашите активности на Друженијето на МАКБИ, Македонска пчела. Реализираме и студиски патувања и во рамки на тие студиски патувања успеавме да, односно видовме многу современо опремени преработувачки капацитети надвор од нашата држава и еве се обидуваме барем да ископираме нешто од она што го видовме. Сепак мислам дека ќе разговараме подоцна, тоа го правиме, студиските патувања ги реализираме токму за тие работи, да размениме искуства, да видиме што се случува надвор од нашата држава во однос на пчеларството, докаде сме ние како здружение стигнати, докаде е нашето пчеларство стигнато. Правиме едноставно споредби, учиме, осознаваме. Не знам дали претходно имавме некој технички застој. Те замолувам ако може овие нешта што се наоѓаат зад тебе да ни кажеш кои се тие алати во производството на медот. Од тука во Сега не знам дали ме слушате. Да, се слушаме. Па како што кажав, ова е само мал дел од онаа процесна опрема што секој пчеларски погон, мал погон или пчеларска работилница треба да има. Ова за мене е центрифуга. Имам буре за мед, тука за мене е и полначката, дозерка за мед. И тоа е опрема изработена од нерожесувачки челик, популарно наречен инокс материјал, кој во допир со медот, односно со пчелните производи, не создава никакви хемиски реакции и не влијае на составот на пчелните производи. Така, тоа го поставив како прашање и како барање токму заради тоа што се наоѓаме во таква атмосфера и благодарам што си одлучил баш во работилницата да го водиме овој разговор за да имаме еден посликовит приказ за оние што не гледаат. Сега рече дека имавте патувања како активности на вашето здружение за да видиме, за да согледате на терен до каде е македонското пчеларство, да споредите со пчеларството во другите држави во регионот и така натаму, па моето прашање до каде сме ние со пчеларството? До каде сме? Сметам дека имаме потенцијал, македонското пчеларство има потенцијал. Според, ајде ако го земеме мерило нашето здружение, активностите и работата на нашето здружение, Македонска пчела, она што ние го работиме, ајде да можеби ќе звучи нескромно, но споредувајќи ги нашите активности и активностите на слични групи, односно здруженија, дали формални, дали неформални, кои работат на слични агенди како што е нашето здружение, сметам дека имаме со што да се гордееме и дека нашето здружение е стигнато далеку во однос на она што го работи. Додека на национално ниво, ако зборуваме, има доста недостатоци кои треба да се коригираат. Пред се тоа е организираноста на македонското пчеларство, тоа што немаме, да кажам, солидна организираност
во смисла на здружение или федерација. Постои федерација на пчелари, постои сојуз на пчеларски здруженија на Македонија. Тоа се две различни правни лица, правни субјекти кои се трудат да ги застапуваат пчеларите, односно здруженијата на пчелари, но се работи за разединетост и секој од овие субјекти работи на своја агенда и она што би го кажал е мора да се организира. Не би сакал да коментирам, да навлегувам повеќе во таа област. Јас повеќе би посветил внимание и би сакал да разговараме на она што нашето здружение го работи. И како што кажав, ако мерило е она што МАКБИ, Македонска пчела, го реализираше изминативе 10 години, лично, како председател на здружението, сметам дека, се надам, сигурен сум дека тоа ќе го потврдат и останатите членови, сметам дека сме доста напред во она што го работиме. Сега да се фокусираме на нашата носечка тема во овој разговор, а тоа е македонската пчела, Апис мелифера македоника, всушност мотивот за нејзиното зачувување, за нејзиното обстојување, за нејзиниот развој, за поттикнување на одгледување на токму овој вид е и мотив за создавање на вашето здружение. Па сега да се запознаеме со тој вид малку подетално, бидејќи многумина се уште не знаат дека ние имаме таков вид на наша автохтона пчела. Па малку на почеток да ја опишеме, да спомнеме нешто за незините карактеристики, кој ја откри како вид кај нас, кога се случило тоа и како понатаму тече незиното зачувување. Точно така. Македонската пчела, Апис мелифера македоника, е подвид од западната медоносна пчела, Апис мелифера. Тоа е подвид кој има некаде, односно вид кој има некаде, раса на пчели кој има некаде, односно не некаде, туку 30 до сега детерминирани 33 подвидови на медоносни пчели. Од тие 33 подвидови на медоносни пчели во Европа живеат 13 подвидови. Останатите се наоѓаат односно екзистираат во Европа, односно во Азија и Африка. Детерминирани се во Азија и Африка. Од тие 13 детерминирани европски подвидови на медоносни пчели, ние имаме таа среќа и треба да бидеме горди што во Македонија екзистира како автохтон подвид Апис мелифера македоника. Колку држави околу 40 на држави има во Европа, а екзистираат 13 подвидови, значи ќе повторам, треба да бидеме горди и среќни што во Македонија имаме Апис мелифера македоника. Сега за Апис мелифера македоника, уште во време на Аристотел, пред 2000 години некаде и повеќе, тој забележал дека оние пчели од северот, во тогашна Грција, пчели од северот се многу по-благородни, помирни, помирољубиви од оние пчели што живеат од темната пчела, што живее во Грција. Некаде до 1980-тите, до 80-тите години на минатиот век, не се знаело дека дека имаме автохтон подвид на медоносна пчела и македонската пчела, односно пчелите во Македонија се именувале според локациите, односно според регионите во кои живеат тие медоносни пчели, па така имаме
може да се сретнат називи како Мариовска пчела, Охридска пчела, Мавровска пчела, се додека Фридрих Рутнер, еден врвен германски научен работник од областа на пчеларството, кој има детерминирано повеќе подвидови на медоносни пчели, целиот свој живот им го посветил на пчелите. Во 1988 година, преку морфолошки испитувања морфометриски испитувања на пчелите од овој регион, утврдил дека оваа медоносна пчела, односно медоносните пчели кои се сретнуваат во овој регион, се различни од кранската пчела и се разликуваат исто така од пчелите на југот на Грција. Според регионот во кој е детерминирана, тој го дал името кој денес го носи и утврдил дека се наоѓа односно екзистира уште, освен на целата територија на Македонија, има во Северна Грција, во делови од Северна Грција, во делови од Бугарија, Романија, Молдавија, па се до Украина. Во тој период романците, бугарите сметале дека имаат пчела различна од подвидот Апис мелифера македоника, па ја нарекувале во Романија Апис мелифера карпатика, бугарите ја именувале Апис мелифера родопика, но сето таа науката, современата наука го побила и веќе тие називи не се користат и можеме да кажеме дека и тие се помирени со тоа дека кај нив имаат Апис мелифера македоника. И сега, после 1988 година, неколку домашни и странски научни работници работеле на Апис мелифера македоника. Можеме да ги спомнеме тука доктор Шляхов, кој работел пред се на откривање на одредени карактеристики на медоносната пчела, но посериозни испитувања се направени од 2007, 2009 и 2014 година од професор доктор Александар Узунов и соработниците, кои утврдиле преку морфометриски мерења и молекуларни анализи, која само ја потврдиле тезата на Фридрих Рутнер и ставиле печат на тоа дека во Македонија живее посебен подвид на медоносни пчели Апис мелифера македоника. До ден денес уште многу научни работници, студенти, пчелари имаат работено во најразлични тестирања, мерења, експерименти за мерење на особините и карактеристиките на Апис мелифера македоника. Тука можеме да спомнеме нашите колеги Додевски, Петровски, професор доктор Хрисова Кипријанска и уште неколку имиња, познати имиња од пчеларството, од областа на пчеларството. И она пошто се карактеризира нашата медоносна пчела е оние да речеме екстериерни фенотипски разлики. Таа се разликува од грчката пчела, од она што живее на југот, по сивата боја, грчката е црна, бидејќи спаѓа во иста група со грчката пчела, спаѓа во иста група со кранската пчела, Апис мелифера карника, спаѓа и со лигусти, Апис мелифера лигустика, таа е италијанската пчела, како и сицилијанската пчела, Апис мелифера сицилијана. Таа се разликува од овие подвидови, освен од надворешно екстериерно се разликува од нив, освен со кранската пчела, со која има доста сличности
и тука е посветено најмногу внимание за детерминација на овие два подвидови. Во однос на кранската пчела, нашата пчела е со нешто помал труп, помали крилја, но има подолги нозе. И двете се сиви, со сива боја, со тоа што Apis mellifera macedonica може да има и жолти абдоминални прстенчиња, едно од две жолти абдоминални прстенчиња кои науката покажала дека не мора да бидат знак за подвидова детерминација. Нашата пчела е одличен летач, добро ја искористува пашата и најбитно за неа е што е комплетно, односно целосно прилагодена адаптирана на локалните услови во Република Македонија. И исто така комплетно адаптирана на изворите со храна, односно флората. Ме интересира во однос на тоа колку, дали имаме некој податок кој говори колку денес е одгледувана кај нас, да речеме колку пчелари одгледуваат или колку пчелни семејства имаме од Apis mellifera macedonica. Имаме ли таков податок? Она што знаеме дека Apis mellifera macedonica е на целата територија на Република Македонија. Ќе зборуваме може би подоцна, ќе кажеме некој збор во она што се однесува за кампањата, како некои пчелари пробуваат на најразлични начини да внесат туѓи подвидови, не автохтони подвидови на медоносни пчели, но оно што е битно дека на целата територија на Република Македонија имаме оваа медоносна пчела и скоро секој пчелар ја има на своите пчеларници. Сега околу бројката на пчелни семејства во Република Македонија и тука има некои нејасноти, според одредени извори се едни бројки, според други извори се други бројки. Заводот за статистика вели дека некаде имаме над 85.000 пчелни семејства, од друга страна Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство вели дека имаме над 250.000 семејства, пчелни семејства, според нивните податоци, така да за сигурна бројка не би можел ништо да ви кажам, со оглед дека и самите гледате дека имаме различни извори на информации и со различна бројка. Колку што сватив следејќи целата ваша кампања и сега ова што го зборувате, препораката е од луѓе кои се стручни од таа област како вас и како сите оние соработници што ги споменавте, дека предпоставувам како и во сите други области на земјоделското производство, препорачувате одгледување токму на овој подвид, односно да користиме и да произведуваме производи од, во случајов инсект или животни или растенија кои се автохтони, кои се навикнати на нашите подрачја, затоа што тие едноставно знаат како да опстојат и работата со нив вродува со квалитет. Значи, генерално вашата препорака е дека би требало секој македонски пчелар токму да се занимава со развојот и со одгледување на овој подвид пчели. Точно така. Ќе повторам пак, автохтоните подвидови, во случајов македонската медоносна пчела, е целосно аклиматизирана, целосно адаптирана на локалните услови и секој обид да се внесе, да се одгледуваат неавтохтони подвидови на медоносни пчели би резултирало со неуспех.
ова не го зборувам чисто дека сум дел од здружение кое работи на заштита и промоција и унапредување на македонската пчела. Ова е потврдено и со еден голем научен експеримент на ниво на европскиот континент. Тој беше реализиран од 2007 до 2009 година, во кој беа вклучени пчелари од нашата држава. Во рамки на тој експеримент беа огледувани покрај автохтоните пчели во нивната локална средина, во средината во која живеат. На пчеларите им беа донесени матици, односно пчели од неавтохтони подвидови. Па така во една група од неколку пчелни семејства, пчеларите во Македонија, Германија, Словенија и уште неколку, Италија и уште неколку европски држави беа огледувани значи автохтони пчели и неавтохтони подвидови на пчели. Она што двегодишниот експеримент го покажа е токму она за што јас зборувам, дека автохтоните видови во најголем процент остана, односно преживеа во тие експериментални групи на пчеларници. Сите неавтохтони видови или угина првата година или веќе неа ни да чекаат втората година. Така што ова е само еден показател. Има повеќе вакви експерименти, не знам колку дозволува времето, но доколку некој е заинтересиран може слободно да ги најде овие трудови и слободно да се увери во тоа. И сега оно што е битен елемент за битна работа за нашата за македонската медоносна пчела е што во Македонија ние можеме да вршиме селекција на истата. Она што многу пчелари, што некои пчелари се, да кажам, се залажуваат и се обидуваат да внесат неавтохтони подвидови или некои одредени хибридизирани раси на пчели, комерцијализирани раси на пчели, сметајќи дека на тој начин ќе постигнат поголема медопродукција, со тоа и поголеми финансиски добивки, само се залажуваат. На тие хибриди, на тие неавтохтони подвидови на пчели не можеме да вршиме селекција. Односно, на нашата пчела, токму тоа ние го работиме во нашето здружение, во двогодишни циклуси на тестирање, тестираме генотипови, локални генотипови на Apis mellifera macedonica. Што значи тоа? Тоа значи дека секој член на здруженијето, во моментот ги имаме 23 членови, има експериментален, односно тестен пчеларник со одреден број на кошници на кои одледуваме матици, односно пчелни семејства со матици од различни генотипови од кои потекнуваат од нашите пчеларници. Тоа го работи координаторот на тестирањата и она што е интересно, овие циклуси траат 2 години, вршиме одредени мерења на одредени карактеристики и особини на медоносните пчели, односно тоа се 9, мериме 9 карактеристики и особини, оние кои се битни за нас, пчеларите, но и за на болести. Па така мериме медопродукција, мериме отпорност на број на паѓање на крлеш, тоа е еден паразит вароа кој ги напаѓа пчелите, мериме колку пчелите се мирни, однесувањето на саќето, како пчелите се однесуваат на саќето, хигиенско однесување, уште неколку особини, и од тие особини резултатите, од мерењето на тие особини, резултатите ги изнесуваме во посебен образец, кој потоа одат во една база на податоци. Таа база на податоци ни изфрла, ни дава одредени одгледувачки вредности за секое пчелно семејство, односно за матицата на тоа пчелно семејство.
Врз основа на тие одгледувачки вредности, ние ги бираме, односно ги следиме кои матици имаат најдобри перформанси и кои матици се битни за перформанси кои се битни за нас пчеларите. А тоа се голема медопродуктивност, намалено изразено одбранбено однесување, односно пчелите помалку да боцкаат, да напаѓаат и зависи од она што одреден пчелар го преферира. Дали се тоа пчели отпорни на крлеж, дали се тоа пчели со поизразено хигиенско однесување и слично. Од тие матици кои имаат најдобри резултати, кои покажале најдобри вредности, ние произведуваме ќерки. Тие ќерки повторно ги внесуваме во тоа вкрстено тестирање, ги распоредуваме на нашите пчеларници и повторно започнува нов циклус. Повторно тестираме 2 години, повторно ги бираме на добрите матици и се тоа така оди во континуитет. Селекцијата е незаборлив процес, нема крај и се надеваме дека резултатите не можат да бидат, секако не можат да бидат видливи за кус рок, но се надеваме дека за воиднина дека ќе имаме добар генетски напредок. Во теке... Само да спомнам дека тестирањата ги Да, повелете. Тестирањата ги работиме според одреден протокол и сите ги вршиме тестирањата во одреден временски термин. Се тоа да биде според она што протоколот го налага. Во теке кампањата Одгледувај Македоника, одгледувај наше, која вие ја спроведувате како здружение со цел поттикнување на заштита на оваа пчела, поттикнување на пчеларите да ја одгледуваат и да ја негуваат, но и општо граѓаните на нашата држава, жителите на нашата држава да станат свесни за важноста. Дали веќе се чувствува ефектот од оваа кампања? Јас имам впечаток дека тоа е така, бидејќи самиот слоган е навистина моќен и впечатлив и упатувам честитки, многу убаво звучи, привлечно и едноставно впечатливо, но исто така ми кажавте дека периодов бевте постојано поканувани и од медиумите, но и од многумина кои се заинтересирани да набават токму вакви пчелни семејства. Дали сметате дека кампањата успешно се спроведе и се спроведува? Така, кампањата се однесува на кревање, подигање на јавната свест за значењето и предностите од гледување на Апис мелифера македоника. Има за цел да крене свеста, да ги запознае пред се граѓаните, што значи тоа да се има медоносна пчела, односно подвид, автохтон подвид на медоносна пчела, да ги запознае и пчеларите, но и да ги поттикне институциите да обрнат внимание на нашата медоносна пчела. Да тргнеме од граѓаните. Ние минатата недела ја представивме кампањата, имавме свој штанд на саем, се одржа фестивал на граѓански организации во градскиот парк во Скопје. Таму настапивме со свој штанд, каде презентиравме и кампањата, презентиравме дел од нашите активности, флаери и други документи. И од она што беше интересно, многу граѓани кои го посетија штандот беа изненадени и буквално не знаеа дека ние имаме наша автохтона медоносна пчела. Имаше граѓани кои дури кога далеку ќе ги видеа банерите, ќе ги видеа оние фотографии од постерите, бидејќи поголем дел шетаа со деца, им кажуваа дека тоа се оси. Значи, она што треба во иднина да работиме не само нашето здружение, туку и сите, да речем, локални
здруженија на пчелари, па и овие што ги спомнав, национални федерации и сојузи, токму на запознавање на граѓаните што е тоа пчела. Граѓаните дефинитивно имаат проблем да разликуваат пчела од останатите опрашувачи или други инсекти. Сега, да го темнеме тоа на страна, главниот фокус го ставаме вртиме кон пчеларите со оваа кампања. Голем дел од пчеларите пробуваат на најразлични начини внесени пчелни матици од неавтохтони, туѓи подвидови, како и комерцијализирани раси на пчели, сметајќи дека на тој начин ќе постигнат поголем успех во пчеларењето, пробуваат да ги одгледуваат. Она што го прават е само правење штета на пчеларскиот сектор, бидејќи со тие внесени подвидови, туѓи подвидови на пчели, тие само ја пред се хибридизираат популацијата на Apis mellifera macedonica, бидејќи трутови од тие пчелни семејства летаат, ги оплодуваат матиците и на тој начин она што здруженијата, односно она што пчеларите, здруженијата, одгледувачките, регистрираните одгледувачки репроцентри, односно регистрираните одгледувалишта на пчелни матици, се доведени во опасност, односно нивната работа, она што тие го селектирале со години што го работеле наназад, лесно може да пропадне во вода, доколку трутови од вакви увезени матици дојдат во контакт со матиците кои тие со високо селекционирани матици од Apis mellifera macedonica, кои, да кажам, овие дали било здруженија, било одгледувачки репроцентри, па и секој пчелар самиот на својот пчеларник си врши селекција, лесно може да пропадне во вода. Мислам дека доста исцрпно одговоривме на повеќе одговоривте на моите прашања, но и дадовме една можеби рамка и слика за сето она што го работи здруженијето, меѓутоа и го ставивме акцентот на македонската пчела и ете, мислам дека индиректно или директно ја упативме пораката која треба да се упати и она за кое се залага здруженијето и вие сите како пчелари, производители и поединци. Се случува, постојано се зборува дека има тренд на иселување, младите заминуваат и така натаму, меѓутоа, за среќа има и млади или возрастни кои се откажале од своите професии заради различни причини или одлучиле да го сменат начинот на живот, па размислуваат меѓу другото на некакво земјоделско производство или на пчеларење. За крај јас би сакал да ве прашам кои се основните насоки за некој кој би сакал да се занимава со пчеларење, колку минимум се потребни кошници, односно сандаци за почеток, да задоволи, да речеме, некои семејни потреби, можеби на почеток, и што треба основа да се земе, од каде може да набави рој на Apis mellifera macedonica, и третото подпрашање во ова прашање е кој начин на живеалиште на пчелите вие го препорачувате? Топ баркошниците кои се, колку што јас сум информиран, африкански начин на чување на пчелите, дали сандаците кои кај нас масовно се користат, или пак пожелно е да се вратиме кога веќе го зачуваме овој стар, односно овој наш вид на пчели, дали е погодно да речеме да ги користиме оние кошари кои ги користеле
нашите пчелари на овие простори во минатото. Ете, тоа вака би било заклучно и завршено прашање од нашиот разговор. Така, ајде да почнеме со она што прво го спомна околу навигувањето во пчеларството. Секој што сака да почне со одгледување на пчели, она што е прво треба да го знае дали е алергичен на пчелниот отров. Доколку доколку има во близина некој поискусен пчелар, најдобро е да почне да му помага, да се движи околу него, да се гледа како тој работи, манипулира со пчелите и потоа да набави неколку пчелни семејства. Пчеларството бара, било да е хоби, секако сите почнуваат како хобисти, бара доста едукација, бара доста следење на новини, следење на трендови. Не е тоа нешто што стои. Постојано има новитети, постојано има, без разлика дали се работи за болести, дали се работи за прихрана, дали се работи за елементи од добрата пчеларска пракса, мора постојано тоа лице да се едуцира, да ги следи и тоа да се едуцира од вистински извори. Има од каде, има и како, и секако да се зачлени во некој од локалните здруженија. Најдобро е да се почне со одредена бројка, помала бројка на кошници, се препорачува од 3 до 5, чисто лицето да види дали новиот пчелар да види дали ќе се пронајде во тоа. Доколку смета дека пчеларството му лежи, дека може да го работи тоа, дека се пронаоѓа во тоа, лесно е со одредена инвестиција, со одредено инвестирање да започне, да кажам, посериозно да навлезе во пчеларството. Постојат и, тука морам да кажам дека и нашата влада помага преку одредени мерки. Јас можам да кажам дека оваа година неколку членови од нашето удружение успеа преку мерката Млад земјоделец да обезбедат опрема и пчелни кошници. Тука е мерката ИПАРТ и други мерки за помош кои може да ги искористат. Исто така треба да најде и добра локација. Тоа е битен елемент во современото пчеларство. Добра локација која што ќе му даде барем добар развој на пчелните семејства, а потоа доколку има услови може и да ги сели. Доколку нема услов за селење, освен што таа локација ќе даде, на таа локација ќе ги развие добро пчелите, мора таа локација да даде и барем еден медобер. Она што се однесува за кошниците, само да кажам, да напомнам дека има многу да се зборува за како да се започне со пчеларењето, многу елементи и фактори и услови кои треба новиот пчелар да ги задоволи, да ги исполни. Но во интерес на времето ќе скратам. Оно што се однесува за кошниците, веќе докажано и искуствата тоа го покажале и добрата пчеларска пракса дека оние современи кошници, модерни кошници со подвижно саќе, односно со рамки се идеални за одгледување на пчелите, бидејќи на таквите пчелни кошници, на таквите пчелни жиралишта може да им се применуваат сите елементи, сите
да кажам, прописи кои ги налагат добрата пчеларска пракса. Што се однесува до трнките, оние наши во најразлични региони различно се викаат, дали трнки, дали улишта, дали кошариња. Тоа се оние плетени од најразлични растенија, дали од повид, дали од винова лоза, дали од врба, гранки. Тие со нивниот таков кубест облик се најблиску до она што го представува природното пчелно гнездо, но за жал не овозможуваат спроведување на тие елементи од добрата пчеларска пракса, пред се третирање против одредени болести, нормален преглед, прихрана и денес многу пчелари ги имаат на своите пчеларници, по неколку, чисто само за да задржат таа традиција и да може би поради носталгија и секако изгледаат убаво, но не дозволуваат да се додуваат пчели како што може да се додуваат во оние современи пчелни кошници. Денес може да се сретнат кошници изработени од најфини дрва, тие се едноставно, лесни се за манипулација, лесни се за работа, има кошници од пластика, кошници од стиродур. И навистина прекрасно е да се пчелари со нив, многу олеснуваат работата, едноставни се и пчеларите не треба да шетаат многу, да лутаат, едноставно да одберат некоја од овие кошници. Постојат повеќе типови со различни димензии, зависно од регионот во кој пчеларат. Може да слушнат од одредени пчелари совет дека една кошница е најдобра, дека другите не се добри, од друг пчелар од ќе им каже спротивно, но најдобро тие самите да се одлучат и да стартуваат со еден тип на кошници. Сега може би некој одговор, некој прашање пропуштив, но навистина има многу да се зборува и за пчелите, и за живеалиштата, тоа е цела една наука, цела една област, еден сектор кој постојано се развива, кој постојано оди напред и затоа кажав, мораме и ние да бидеме како македонски пчелари обединети, мораме да имаме организации кои ќе застанат позади нас, мак би независно од овие, да речем, случувања во македонското пчеларство, има свои зацртани цели, ги следи, ги реализира, но се чувствува дека македонското пчеларство каска зад пчеларството во регионот, да не зборуваме за пчеларството во развиените земји. Но секако со вашата активност, со работата на пчеларите, со кампањата Одгледувај Македоника, Одгледувај наше, се надеваме дека таа состојба ќе се промени. Јас благодарам многу за одвоеното време, за исцрпните одговори. Ќе упатиме порака до нашите гледачи и слушатели дека преку социјалните мрежи, преку вашата веб страница, телефонските броеви, личните контакти, има начини да ве контактираат, да се консултираат или можеби да се придружат активно во вашето здружение. Горан, ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Се надевам дека ова е еден почеток на нашата убава соработка и натаму за уште многу теми за пчеларството. Се надевам дека ќе говориме, ќе промовираме и ќе им помогнеме на оние што се занимаваат или пак се на почеток од таа пчеларска приказна. Благодарам на поканата, ми беше чест и задоволство. И се надевам дека ќе имаме уште многу вакви разговори. Се надевам дека ќе го менуваме амбиентот. Се надевам дека и на пролет, можеби на директно од пчеларник имаме некој
вако дружење. Тоа Може било би убаво. во текот на некој медобер, во такви активности и само би посекал добро здравје до вас и до слушателите на радиото и секако доколку е некој заинтересиран за повеќе информации за начинот на членство за членување во Сдруженијето, локациите од каде да набават апис мелифера македоника и многу други работи, стоиме на располагање и јас и сите останати членови од Сдруженијето, ги има на нашиот вебсайт macbi.mk сите информации за како да стапат во контакт со нас. Нашата Facebook страница исто така е активна, така да стоиме на располагање за било какви информации. Пријатен остаток од денот и до некое следно наше слушање се надевам во живо и на пчеларникот. Пријатно. Нашето село рано вечерало, нашето село рано вечерало, рано вечерало, рано подзаспало, рано вечерало, рано подзаспало. Само ме ми заспа стојаница млада, само ме ми заспа стојаница млада. Сном си земала на вода ке јоди, сном си земала на вода ке јоди. Па ми оставила порти отворени, па ми оставила порти отворени. По njemu izbegав, по njena Stojana, по njemu izbegав, по njena Stojana. Imam srcevo kamen, krv i vinom vo svetlina, zorata nije blisku, krije tajna čemerna, nosi me vo svojte misli, nad mrak e silna svetlina, čuvaj me vo svojto srce, koga ki izgoram. Cimet vo kosa i kapka od zrela kapinka na mesto karmin crven, so koji te ljubam jas, te ljubam skrišno bosan i ne nosam srma ni koprina, lutiće ti nosam, vo tebe sum vljubena, cimet vo kosa i kapka od zrela kapinka na mesto karmin crven, so koji te ljubam jas, te ljubam skrišno bosa i ne nosam srma ni koprina, lutiće ti nosam, vo tebe sum vljubena. Para pa para pam pam, daram pam pam, daram pam param pam.
девето издание на Градината на Филип. Имавте можност навистина многу да научите за пчелите и за македонскиот вид, односно подвид пчела Апис mellifera macedonica. Пчелите и темата за пчелите е многу опширна, има многу што да се говори, но начнавме и се надевам бевме корисни со разговорот со нашиот гостин, председателот на Сдруженијето Македонска пчела Горан Алексовски. Да споделам информација со вас. Вака, пчеларник Гверовски произведува ливадски мед и истиот тој мед можете да го нарачате на телефонскиот број 076 577 797. Контакт е производителката Изабела Гверовска. Од неа можете да, за сите оние што живеат во Прилеп па и во околината, да нарачаат ливадски мед. Ќе зборуваме, бидејќи цела оваа емисија ја посветуваме на пчелите, зборувавме за влијанието на опрашувањето, пчелите како главни опрашувачи во сите кај земјоделските култури, а сега ќе наброиме и ќе кажеме за неколку медоносни култури кои се важни да ги имаме во нашата градина за да ги привлечеме пчелите, а со тоа да го зголемуваме, да го зголемиме опрашувањето, односно родот кај растенијата што ги имаме во градината. Сега има многу растенија и едно од мерките за да ги зачуваме и за да ги поттикнеме пчелите е токму многу едноставен метод, да насадиме дел од овие медоносни растенија во нашата градина. Еве ќе спомнеме неколку тука видови. Се смета дека е кралица на медоносните растенија, се вика будлеја или летен јоргован. Тие имаат прекрасен цвет и представуваат украсни тоа растение представува украсна листопадна цветна грмушка. Лавандата, зачинско, ароматично растение кое е корисно да ги избрка комарците во нашата градина и во нашиот двор, на нашата тераса, но и тоа како да ги привлече пчелите. Со убав мирис, убав изглед, виолетова привлечна боја е важен дел, важно растение во нашата градина. Јоргованот, кој цвета напролет, неговиот прекрасен мирис и за нас, но и за пчелите представува прва храна, бидејќи цвета во рана пролет. Тоа е едно дрвенесто растение цветно. Луницерата има снажен и разгранет корен и има зимзелено е, а има ситни миризливи цветови. Потоа цветната ловор вишна има бели цветови кои цветаат во мај и јуни и исто така ги привлекуваат пчелите, а како цветен вид е многу погодна за создавање на цветна ограда. Понатаму каталпата е дрво со крупни листови и со згуснат раст. Во јуни ова дрво се кити со големи бели цветови и освен што ќе ни овозможи убав лад во нашиот двор, ги привлекува пчели. Многу раскошно дрво со многу големи цветови и многу пчели на него. Тука се и албицијата, цветниот вид албиција. Станува збор за едно медитеранско растение и нектарот кој албицијата го носи едноставно е рај за пчелите. Тука е и питомиот костен. Секако тука се и оние познати стари цветни видови како што е невенот, кој има многу лековити својства и за кои ќе говориме во некоја од наредните наши емисии. Тука се и џунџулињата, односно тагетес, невенот календула официналис. Тие цветни видови
се неизоставен дел од многу причини во нашата градина, но и токму заради медоносноста. Ќе ја споменеме и чичоката која ја споменав на почетокот во најавата на оваа емисија. Уште зимско јаболко го нарекуваат шалганот, корисен како храна за нас во зимскиот период, но неговиот цвет корисен и привлечен за пчелите и секако сончогледите чии крупни жолти цветови ги привлекуваат пчелите и така го зголемуваме опрашувањето во нашата градина со присуството на пчелите, но и им овозможуваме храна. Ете, тоа би било околу дел од медоносните растенија кои ги привлекуваат пчелите и кои им овозможуваат храна. А ние ќе слушнеме малку музика и потоа Мама Роуз ќе ни прикаже подготвување на 3 вида на макало, бидејќи ова е веќе период кога убаво е со ручекот да имаме нешто да си макнеме. Затоа слушаме музика и ги гледаме рецептите за макало на Мама Роуз. Четврти зрак се смешка сонцето, од нарцис мири што ме опива. Браво! Назрело жито, килибар светлина, пчели од небен ме дарува. Небе, небе, не, небе, не, небе, не. Јас сум Мама Роуз и денес ќе ви подготвам 3 врсти на макала. Макало е македонско традиционално јадење кое се подготвува со суви пиперки, прас, лук, значи има повеќе варијанти, така да ајде почнуваме со првото макало сега. Сега ја ставим водата во тенџере да се вари, да клуча. Јас ќе ги исецкам компирот на поситни коцкички и тој ќе го ставиме да се вари. Ставаме сол и кога ќе зоврие, ќе ги ставиме цецканите компирчиња. Додека се варат компирите, насецкаме празот и сувите пиперки. Пет минути пред да биде варен компирот, ги ставаме сувите пиперки да омекнат малку. Компирот е веќе варен, сега ќе го тргнеме на страна. А земаме друго тавче и ќе го пржиме празот на маслово тавче. Сака повеќе
компирот масло. Ставаме сол. Сега го ставаме варениот компир во садот кај што ќе се послужува. Го сецкаме лукчето. И го ставаме во компирот. Во празот го ставаме црвениот пипер. Промешуваме. И сето ова го ставаме во компирот. Сега го гмечиме малце да се впие масното и празот во компирот. Значи не ги толчиме скроз компирите, малце да се има и парченца сакаме од нив. И ова е преубаво макало со прас. И со суви пиперки, али повеќе со прас. Преубаво мирисово макало. Се надевам ќе го подготвите. Сега одиме да го направиме второто. Ајде. Драги мои, за ова макало ми беа потребни графче и суви пиперки кои ги ставив да се варат. Едно половина час се додека омекнат и така ќе продолжиме со второто макало. За ова второто макало ми се потребни 100 грама граф, 2-3 страка прас, лукче и сол. За ова макало, сега лукчето ќе треба да се истолчи. Сега ќе го исецкаме и ќе го толчиме. Почнам да го толчам. Сега ќе ги исклучам пиперките и ќе ги блендираме. Сега ставам од течноста за да се изблендира подобро. Кога ги блендираме пиперките, не ги блендираме до крај да не биде како пире, да има мали парченца во него. Ајде. Пиперките ги ставаме во лукот. Граф ставаме. Сол си ставаме. И се затолчуваат малку. Зрната да се спојат со пиперките и лукчето. Ставаме масло, едно 5-6 лажици. Го загреваме маслото. Сега го попаруваме со врел зејтин. И промешуваме. Нашето второ макало е спремно. Многу убаво е, преубаво, со лукче и со сувата пиперка. Сега почнуваме третото макало. Хајде. Сега ќе го подготвам третото макало. Значи исто имаме суви пиперки, ќе ги блендираме, прас и компир. Ајде почнуваме. Сега блендирам пиперките. Сечкаме прас. Прстокват сол. И го толчиме празот. Се ренда компирот сега.
Ги ставам пиперките. Сега го попаруваме макалото со врел зејтин. И третото макало е готово. Се наверам ќе ги направите сите макала, ќе ги пробате толку. Сите беа превкусни со пиперки суви, од наше македонско поднебје. Потоа праз, лук, нема што нема. Све е најубаво. Сите вкусови и бои се собрани во овие чини мои што ги направив денес. Се надевам ќе ставите лайк и subscribe. Ве сакам сите. Поздрав, чао! Сите копаат по историјата, а нивите зараснаа во плевел. Афоризам на Јане Атанасов, автор, афористичар од Кочани. Ми благодариме што на ваков начин придонесува за нашата емисија. Тоа нека биде пораката, наместо по историјата копаме и да го отстраниме плевелот, да произведеме храна, затоа што еве гледаме дека не само кај нас, туку и во светот цените на храната растат и можеби богатството ќе се мери по тоа кој колку храна има, а не по тоа кој каков автомобил вози или кој колку куќи купил или кој каде бил подалеку во светот. Да размислуваме на тоа, да се потрудиме да произведеме храна, барем за нашите потреби, и таа да биде богата, квалитетна, со нутритивни вредности и да не направи и сити и среќни. Следната среда, 10-то издание на Градината на Филип, верувале или не, и ќе имаме интересна гостинка. Боже здравје, здрави и живи, ќе зборуваме и токму таа тема е поврзана со ова, колку може од една градина човек да си обезбеди храна за себе, но и да заштеди.
сето тоа и за други интересни теми, за цветни видови, за градинарски култури, наредната среда од 17 до 19 на радиото што се гледа, Радио Пела. Градинарски поздрав и здрави и среќни, се гледаме наредната среда. Radio Pela, radio со љубов. Počinat se spiješ
Me boli to što nema koji da me čuje, koga mi treba. I boli to što sakam da bidam so tebe, no tebe te nema. Utroje pak se budam bez tebe, se budam bez tebe. Mnogo mi fali što ne si do mene, bez tebe nema koji da me uteši, da me prevrne, što mi zastudi. So tebe ljubav ta nema granici, ko brod sred okean sum bez tebe, znaješ li? Bez tebe nema koji da me uteši, da me prevrne, što mi zastudi. So tebe ljubav ta nema granici i najmalko od sebe je nevažno za kraj ko izgreši. Nov den se rađa i mislim na tebe, mislim na tebe. Mnogo mi fali što ne si do mene, ne si do mene. Bez tebe nema koji da me uteši, da me prevrne, što mi zastudi. So tebe ljubav ta nema granici, ko brod sred okean sum bez tebe, znaješ li? Bez tebe nema koji da me uteši, da me prevrne, što mi zastudi. So tebe ljubav ta nema granici i najmalko od sebe je nevažno za kraj. I koga si te do tebe, grke ti svrta. Ne zaboravaj so što je ljubav ta prva. Bez tebe nema koji da me uteši, da me pregrne, što mi zastudi. So tebe ljubav ta nema granici, ko brod sred okean sum bez tebe, znaješ li? Bez tebe nema koji da me uteši, da me pregrne, što mi zastudi. So tebe ljubav ta nema granici i najmalko od sebe je nevažno za kraj ko izgreši. Radio Pela, radio so ljubov. Girl, I hate when you give me the cold shoulder. Hate arguing, girl, I just wanna come over. We have ups and downs just like a roller coaster, and the only time we fight is when we're not sober. Wish we could start all over again. She like an angel, she always plays pretend. She fell from heaven, but she ain't innocent. You're bad, but it's okay though. Do anything you say though. The fire in that dress, guess this devil wears a halo. You're bad, but it's okay though. Do anything you say though. The fire in that dress, guess this devil wears a halo, a halo. Halo, 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 halo. This devil wears a halo, 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 halo.
distant. I've never been really good at commitment. You talk a lot, then tell me that I don't listen. I try to change, but you do not see the difference. Wish we could start